Прво, денеска многу битен исказот на мајката, затоа што конечно се расчистија сите шпекулации и мистерии, тајни кои се привлекува во јавноста изминатиот период од откривањето на настанот па до денеска. И денеска присуствувавме на еден исказ кој дава еден логичен след на работите, со кој се потврдува теоријата и тезата на одбраната дека Александар нема никаква инволвираност. Денеска бевте присутни, го слушавте исказот и во таа смисла и самиот сведок не посочи дека Александар направил нешто невообичаено или нешто што ни било кој обичен и нормален човек не би направил во тој момент. Во однос на вашето прашање, дозволете да одговорам на вашето прашање. По однос на тоа што Александар дал своја предпоставка дека девојчето е киднапирано, ако внимателно го слушате сведокот многу јасно и децидно појасни, особено на вкрстеното прашање, дека пред се и таа имала своја теорија, дека Вања избегала, дека некој ја прелажал и така натаму, појасни во која смисла и во која насока она го разбира неговото толкување, односно неговото мислење дека Вања е киднапирана, и појасни во таа насока дека тој не можел да се помири со фактот, бидејќи многу им верувал на децата, ако внимателно слушавте, дека неговото дете избегало или некој ја прелажал и така натаму, и затоа неговата теорија била дека тој предпоставува дека нема што друго да биде освен дека е киднапиран, што за мене, но стекнав чувство и кај самиот сведок, не предизвикало, као што и таа самата вели, преголемо внимание, бидејќи сите биле вознемирени, сите биле насочени кон тоа да го пронеде детето и да се открие што се случило. Можам да констатирам дека во еден дел, односно денешниот исказ, има свој логичен тек, своја смисла, за разлика од исказот за кој јас имав прилика да имам увид, кој истиот овој сведок го дал во јавното обвинителство, каде што во некои клучни точки одстапува од она што денеска го слушнавме, но ова што денеска го слушнавте е всушност реалното состојба на работите и има свој логичен тек, особено во делот кога сведокот вели како и на кој начин го известила таткото по телефон, дека била на пат кон зградата каде што живее таткото, дека таткото ја пречекал, односно таа видела во моментот кога пристигнувала пред зградата, таткото излегувал од влезот и бил облечен, и го расчистивме прашањето за тоа што беше теорија и теза на јавниот обвинител, дека било многу чудно за Александар, кој во основа доцнел, не го почитувал времето и така натаму, па тоа, значи, се провлекува како можна една од варијантите за неговата инволвираност. Денеска сведокот беше дециден, дека, и тоа на моje прашање, дека таквото негово однесување е потполно во склад со она што таа него го известила, и потврди дека секој нормален човек веднаш прво што би направил тоа ќе земе, ќе облече прво што ќе му дојде до рака и буквално ќе летне по скалите и да се појави пред
влезот од зграда. Само да ве Господине прашам Тувеќи, околу што различно становите. кажа Вашиот сведокот клиент во рече дека обвинителство? препишал 2 стана на неговите дека во военниот говорат претходно. Така е, да. Овој послушнавме дека сепак воопшто не ни бил препишан стан. Процедурата траела, но не бил препишан и всушност тој стан не бил негов, туку пред тоа бил даден од неговата сопруга. Да, да, и сведокот денеска го слушнато и на тие околности даде еден јасен и категоричен исказ дека за се што се случувало околу становите, трансферот на становите од едно на друго име, од име на родителите према децата имало целосна согласност од мајката и дека иницијативата за префрлање на станот на Наум Наумовски Борче на децата потекнала од денес сослушаниот сведок, односно од мајката. И тоа таткото, дозволете да завршам само. Да, но потоа сум Да, и во таа насока, таа јасно кажат дека пристапиле кон заверка на нотарски договор во првиот случај, во вториот случај дека заедно се договориле, дека е испочитувана процедурата во град Скопје, но дека нотарски не е заверен тој договор, каде што да појасни дека и Александар предложил да еден од становите кои тој ги поседува да биде на исто така префрлен на децата. Тоа што точно 2 стана за цело време се 2 стана во целава оваа приказна. Едниот стан е на булевар Партизански одреди, а другиот стан е на Наум Наумовски Борче. Според документацијата и ова денеска го потврди и сведокот, оние докази кои ги доставивме до судот, даношни обврзници на предметните станови, конкретно на станот на Наум Наумовски Борче е Миња Ѓорчевска, а на станот на Партизанска е Вања Ѓорчевска. Појасни сведокот од кои причини не е финализиран во форма на нотарска заверка, но тоа не значи дека во ниту еден момент некој ја оспорил до тогашната подпис и евиденција во даношната управа. Меѓутоа рече дека ретерирал нејзиниот поранешен сопруг, Точно. таа не инсистирала Добро. на понатамошна. Што е причината, мора да има причина. Тоа ќе го прашате сведокот што е причината. Таа категорично беше дека еднаш два пати прашала докаде е постапката и дека како што и самата кажа, подоцна ретерирал и она се согласила со тоа. И тука завршува нејзиниот исказ. Сето друго се претпоставки и немојте само да ми кажете дека тоа е основни мотив некој некого да убие и да жртвуе свое дете за таква А работа. што различно кажала во обвинителство? Вие велите Молим? денеска била конзистентна, а во Јасно. обвинителство кажала нешто друго. Што е Да, различно? еве на пример, ќе ви дадам пример. Кога стигна пред зградата, Александар веќе беше долу облечен, што за мене тоа беше чудно. И тука завршува нејзината мисла. Он вообичаено доцни, секогаш доцни и затоа сметам дека тоа беше чудно. Но денеска појасни дека околностите во кои се наоѓале и тоа 2 пати истакна дека биле негово нормално однесување. Така да ја верувам дека во тој дел исказот, не знам дали е снимен исказот на овој сведок, веројатно е проблем при внесувањето на содржината на исказот во самиот записник во И обвинителство. само што после се тоа што се случуваше во судница, што го кажувате ви, обвинителството кажа, поред нели бараше и некои прашања да не бидат дозволени и рече во ред сето тоа, меѓутоа ние имаме непобитни докази во смисла на телефонски преписки. Што ќе значи тоа за Не се одбраната на Ѓорчевски? воопшто спорни телефонските преписки и јас воопшто во тој дел не би го коментирал јавниот обвинител и не сум баш убеден и сигурен дека се однесуваше на мојот клиент, затоа што преписката за која вие ја посочувате, таа е воопшто неспорна. И денеска сведокот го ја објасни комуникацијата помеѓу таткото и децата и како што и самите слушнавте, како кажа, сакаше он малце као да се прави паметен и да соли памет и секогаш да дава некакви идеи и така натаму и така натаму. Во целост денешниот исказ на овој сведок оди во
правец на теоријата на случај на одбраната и противно на она што се тврдењето на јавната организација. Јас би имал тоа.